Ни 700 денари нема да добијат покачување корисниците на најниската пензија во Македонија. Од денеска на сметките на пензионерите треба да легне повисока пензија за 5,3%. Ова значи, ако на пример пензионерот добива 12.500 денари месечен приход колку што е најнискиот праг во државава, покачувањето ќе му биде 662 денари и новата пензија ќе е 13.162 денари. Пензија до 13.000 земаат најголем дел од пензионерите во Македонија или 97.000. Оние кои земаат просечна инвалидска пензија во износ од околу 17.000 денари ќе добијат речиси 900 денари покачување. Малку повисок износ на сметките ќе добија онаа категорија на пензионери кои зема над 22.000 денари, односно по околу 1.000 денари. Што значи дека ако пензионер зема просечна воена пензија, на пример од 27.000 денари, со новиот износ ќе добие нешто над 1.400 денари покачување, односно пензијата ќе биде 28.500 денари. Оваа проста математика покажува дека падна во вода и проекцијата и ветувањата на Тренчевска дека најмалку за 6% ќе биде покачувањето од септември. Можно е 6, можно е и повеќе од 6%, да не лиферуваме, затоа реков и одиме со изјави најмалку 6, можеби ќе биде и нешто повеќе, се зависи од статистика. Пензионерите незадоволни од мизерно ниските пензии со денови на улица бараа покачување. Тие бараа зголемувањето на пензиите да биде линеарно од 3.500 денари или минимална пензија од 18.000 денари. Тешко и жално за една држава да во 21. век си дозволи да згази на достоинството на близу 400.000 своји сограѓани кои представуваат основа на сето она што постои во оваа држава. Овие пензионери кои се дојдени тука и уште поголем број кои не можеа да дојдат од финансиски причини, се гладни. Пензионерот треба да има достоен живот. Пензијата согласно новата методологија се усогласува на 1 март и на 1 септември секоја година според процентот кој се добива како збир на порастот на индексот на трошоците на живот во претходното полугодие и процентот на порастот на просечно исплатената плата на сите вработени. Со оваа исплата и нема веќе предвремена исплата на пензии. Додека пензиите се покачуваат за само 5,3%, според последните податоци инфлацијата надмина 8,3%.